Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. На вонредна седница на општина Тетово беше решено дека денес, утре и задутре ќе бидат денови на жалост во градот, откако вчера во пожар загинаа Фатиме Зулбеари и нејзините 4 деца. 2 милиони денари од резервните средства одвои општина Тетово како финансиска помош за семејството. Семејството Зулбеари, кое вчера изгуби 5 члена во страотниот пожар која зафати нивната куќа, ќе добие 2 милиони денари како финансиска помош од општина Тетово, а петок, сабота и недела се прогласени за денови на жалост во градот. Ова денес беше решено на вонредната седница на Советот на општина Тетово, која започна со едноминутно молчење во знак на почит на жртвите во пожарот. Беше изгласана одлука за доделување на помош на семејството што имаше и жртви. Одлуката гласи, значи, на семејството ќе бидат доделени од резервите што ги има буџетот на општина Тетово од 2 милиони денари, додека за други куќи кои имаат материјални загуби, во меѓувреме, во текот на идната недела ќе се формира комисија која по другите принципи и ситуации кога сме ги имали ќе излезе на лице место за да утврди штети, така да ќе им се помогне и на другите, но ова интервенција беше за семејството значи на која и се случи трагедијата. Исто така прогласивме 3 дена жалост, вклучувајќи го и денешниот ден. Нормално жалиме многу за сето тоа што се случи. Таткото на децата, како и дедото и бабата, привремено се сместени со помош на поединци кои изразиле подготвеност да помогнат за згрижување во стамбен објект. И веќе осигуравме сместување за семејството во соработка, значи и со други хуманитарни лица кои сакаат и да помагаат, но ние како општина, значи тоа го осигуравме и другите потреби, значи што ги има семејството за да може да профункционира, така да тоа го средивме за да бидат ослободени од еден таков голем терет плюс освен теретот што ги снашал како семејство. Поради пожарот во нивната куќа, животите ги загубија 39 годишната Фатиме Зулбеари и нејзините 4 деца. Нермин Веха Пијаријан на возраст од 6 до 14 години. Од обвинителството пак соопштија дека се уште е рано да информираат околу точната причина за настанување на пожарот. Според нив потребно е да се добијат сите извештаи од сите служби кои биле вклучени во обдукција, вештачење на траги и други методи кои се примениле за да се утврдат причините. За вработените под капата на општина Тетово денес започнува исплатата на декемвриската плата, што им доцнеше. Ова денес го најави градоначалничката Теута Арифи. Од денес започнува исплатата на задоцнетата плата за општинските административци, просветните работници и сите вработени во јавните предпријатија, што се под капата на општина Тетово. Тие ја немаа земено платата за месец декември, затоа што не беше избран председател на Советот на општината, кој е единствено овластен да го потпише и прати на одобрување буџетот. Поради ваквата состојба, според наши извори, професорите во неколку училишта искажаа револт преку бојкотирање наставни часови. Тетовската градоначалничка Теута Арифи по денешната вонредна седница на Советот истакна дека буџетот на општината е отчитан по препорака на владата до Министерството за финансии. Како што вие знаете, ние буџетот го изгласавме 27 пред нова година и со тоа бевме на линија во однос на датумите. Буџетот на општина Тетово подолго време не беше прочитан од страна на Министерството за финансии. Имаше исто така и заклучок на влада каде што се побара да се прочита тој буџет. Таа формалност е завршена вчера и од денеска општината е функционална во однос на започнување со исплати кои веќе ние од вчера ги пуштивме, но кога ќе бидат функционални валјда во текот на денешниот ден, што значи дека и во однос на училиштата и во однос на другите вработени кои примаат плата во администрацијата, јавните предпријатија, тоа ќе биде функционално.
заради неизбор на председатели на советите, освен во Тетовската општина. Своите финансиски обврски не беа во можност да ги реализираат и општините Гостивар, Теарце, Бутел и Чаир. Иако поминаа 3 месеци од локалните избори, се уште нема договор меѓу советничките групи кој да биде председател на Советот. Вонредната седница денес повторно ја водеше најстариот советник. Ке продолжиме со консултации. Јас уште еднаш сакам да кажам дека советниците на општина Тетово сите се покажаа многу секогаш кооперативни, супортивни, со големо разбирање за ситуациите кои ги имавме. Значи, со фактот дека ние заеднички изгласавме буџет пред новата година, без разлика на задоцнувањата што ги имавме во почетокот на месецот јануари, сепак им даде можност градот да биде функционален, што е многу важно, за да можеме да ги исплатиме и овие денешни одлуки. Инаку, кога не би имале прочитан буџет, не би можеле и овие пари што ги одвоивме за семејството, не би биле во можност да ги исплатиме. Така да, тоа е за мене многу важно во однос на кооперативното на советниците и со оваа атмосфера на добро разбирање, мислам дека ќе се договориме набрзо да избереме и председавач за да уште повеќе го активираме Советот за многу други прашања кои се важни за градот и за граѓаните. Поранешниот директор на Средното медицинско училиште во Гостивар Агрона Лили ги демантира обвинувањата кои на негова адреса вчера ги упати гостиварскиот градоначалник, а Лили најави тужба против Таравари за лажни изјави. Тачно е дека јас за кратко време ангажирав професор, човек со завршен бизнис, меѓутоа тоа беше краткорочно затоа што беше на замена за породилна. За обвинувањата што ги адресираше на моје име, дека јас сум ангажирал професор за часови по екстерно тестирање, за часови за фотокопирање и за часови за Facebook. Тврдам дека не е точно и стојам на тоа, спремен сум, ако нешто така е сторено, уште од понеделникот, да давам оставка од моето работно место, меѓутоа исто би му го препорачал и нему, доколку тоа не е вистина, тој да го напушти работното место. Иначе, што се однесува за соодветноста на кадрот, треба да знае јавноста дека истиот градоначалник има поставено на позиции луѓе апсолутно несоодветни. Нивната советничка, која има завршена биохемија, е одредена да предава часови по предметот гинекологија, по предмет невропсијатрија, по предметот анатомија. Замислите, стручни медицински предмети предава биохемичка. Од понеделник најверојатно ќе има пријава за лажни изјави и ја ќе бидам спремен на јавноста да им покажам дека судот е тој што ќе одлучи дали е вистината тоа што го тврди градоначалникот или вистината е поинака. Директор на основно училиште од Тетово пријавил дека ученичка била сексуално малтретирана од нејзиниот татко. Полицијата информира и за приведување на жител на Сарачино за издржување на едногодишна затворска казна. Вчера во полициска станица Тетово директор на основно училиште во Тетово пријавил дека 2 ученички од 8 оделение му кажале дека нивната 14 годишна другарка била психофизички и сексуално малтретирана од страна на нејзиниот татко, соопшти СВР Тетово. Во извршен разговор меѓу директорот и оштетената, истата го потврдила кажаното. Извршен е гинеколошки преглед на доштетената и констатирано е дека нема видливи повреди, пошто од оштетената е земен бриз за вештачење. Осомничениот е приведен во полициска станица и известен е јавен обвинител. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 12 часот привеле 65 годишен жител на Сарачино за издржување на едногодишна затворска казна, соопшти СВР Тетово. По приведувањето реализирано со судска наредба и кусото за задржување предаден е во казнено-поправната установа Тетово за издржување на казната. Непознати сторители извршиле кражба во магазин во Тетово, стекнувајќи се со имотна корист која се проценува на близу 2000 евра. Кратци оперирале и во такси компанија во Тетово, од каде одзеле 42.000 денари и еден мобилен телефон.
Ноќта помеѓу 24 и 25 овој месец засега непознати сторители извршиле тешка кражба во магазин, сопственост на 50-годишен тетовец и 47-годишен жител на Мала Речица, лоциран на улицата Вон Вардарска во Тетово, соопшти СВР Тетово. Откако насилно ја отвориле влезната врата, од магазинот одзеле 2 хилта, 3 миксери и една бормашина, противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист која се проценува на 120.000 денари. Со одземеното потоа незабележани го напуштиле објектот. Како што соопшти СВР Тетово вчера, во периодот помеѓу 1 и 7 часот непознати сторители провалиле во просториите на такси компанија, сопственост на 29 годишен жител на Джепчиште, лоцирана на улицата Ѓорче Петров во Тетово. Најпрво насилно го отвориле прозорецот од изложниот дел на просторијата и од незаклучената каса одзеле 42.000 денари во разни апоени, како и мобилен телефон Huawei, пошто на ист начин излегле од објектот. Вкупната имотна корист во оваа кражба се проценува на 48.000 денари. СВР Тетово минатата година реализирала 9 превентивно-едукативни проекти со ученици од основни и средни училишта и со учесници во сообраќајот, превенција од тешки кражби, придонесот на жената во безбедноста, безбедност на мотор, трговија со деца се само дел од темите на предавањата. Секторот за внатрешни работи Тетово и минатата година нагласено внимание им посветуваше на превентивно-едукативните активности, чиј носител беше одсекот за превенција во соработка со ОПСЕ и Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Вкупно реализирани во овој период се 9 проекти од различни превентивни области и со различни цели, а со кои биле опфатени над 3500 ученици од основните, околу 3000 од средните училишта, над 1500 учесници во сообраќајот и неколку стотини полициски службеници. 9 минатогодишни проекти најмногу се однесувале на злоупотреба на дрога, трговија со деца, безбедност на мотор, говор на омраза, меѓуетнички соживот и толеранција, на улогата и придонесот на жената во безбедноста и превенција од тешки кражби. Напоредно со практичната реализација на овие проекти, во 2017 година остварени се и повеќе средби со градоначалниците од Тетовско-Гостиварското подрачје, а одржани се и повеќе состаноци на граѓанските советодавни групи. На овие состаноци, на кои присуствувале и полициски службеници на СВР Тетово, разгледувани се актуелни прашања и проблеми и се предлагани можни пред се превентивни и други ефикасни решенија за истите. Бројни проекти планирани се и оваа година со цел да се придонесе за подигнување на превентивната свест и култура, особено кај младите, но и воопшто во функција на подобрување на вкупната безбедност на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово. Во кривичниот суд денеска пристигнаа меѓу 50 и 100 барања по кои судот ќе одлучува согласно законот за амнестија, информира председателот на Основниот суд Скопје 1 Иван Ѓолев на денешен брифинг со новинарите, наведувајќи дека се очекува да пристигнат околу 1500 барања за амнестија, од кои 500 за целосно ослободување на осудени лица, а останатите 1000 за делумна амнестија. Во судот веќе се формирани повеќе кривични совети кои ќе одлучуваат по барањата за амнестија, вели Ѓолев, истакнувајќи дека се надева оти судот ќе одговори во предвидениот рок од 5 дена. Одлуките судот треба да ги испрати до Министерството за правда, оттаму до Управата за извршување санкции. Владата ги повлече измените и дополнувањата на Законот за лекови и медицински средства во прво читање, што се однесуваа на паралелен увоз на лекови. Владата со допис ги извести членовите на Собраниската комисија за здравство дека го повлекуваат законот. Председателката на Комисијата за здравство Мирсаде Емини Асани кажа дека во дописот испратен до нив нема наведено причина зошто се повлекува предлог законот. Неколку минути пред почетокот на седницата добивме допис од владата на Република Македонија дека предлогот законот се повлекува, изјави Емини Асани. Во Министерството за надворешни работи денеска се одржа комеморативна церемонија и беше отворена изложба Изгубениот свет на евреите од Западниот Балкан по повод 27 јануари, меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Во знак на сеќавање на депортираните македонски евреи, во март 2011 година во Скопје беше отворен меморијалниот центар за жртвите на Холокаустот, кој е еден од 4 такви во светот, покрај центрите во Израел, Германија и во САД. I have always found it especially troubling to look at the Holocaust
Јас отсекогаш сум сметал дека е особено вознемирувачки да се гледа Холокаустот преко очите на детето, а Ана Франк имаше големо влијание врз мене како ученик. Така подоцна истото ми го направија Хуго Грин, Примо Леви и други. Но има еден цитат од Ели Визел кој беше испратен во Аушвиц на возраст од 15 години, што за мене е еден од најмоќните начини на изразување на нешто кое сите мораме да го научиме од Холокаустот. Спротивно на љубовта не е омраза, тоа е рамнодушноста. Во овие рамки од особена важност е улогата на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, кој заслужува големо признание за неговиот неуморен ангажман во реализација на бројни активности и проекти. Со цел Холокаустот и слични настани никогаш да не се повторат, вложуваме усилби за унапредување на познавањата и надградба на сите општествено одговорни фактори, на младите генерации и просветните работници со сите историски и современи аспекти кои се однесуваат на овој најтрагичен настан во поновата историја на човештвото. Јужна Кореја во шок, пожар проголта болница, се излекуваат жртви од досега најсмртоносниот пожар во југоисточниот град Мирјанг. Најмалку 40 лица го загубија животот, а досега повеќе од 100 се повредени, од кои десетина се во критична состојба, а локалните пожарникари за жал очекуваат бројката на загинати во текот на денот да се зголемува. Причините за трагичниот пожар се уште се непознати. Пожарот се случил на првиот кат во јужнокорејската болница Сеџонг во соба за итни случаи на оделението за кардиологија. Веднаш по избувнување на пожарот од болницата се евакуирани над 200 пациенти и здравствен персонал. Најголем број жртви досега имало на првиот и вториот кат. Почна вториот круг од претседателските избори во Чешка. Околу 8,4 милиони избирачи ќе одлучуваат дали земјата ќе продолжи да ја води досегашниот претседател Милош Земан или независниот кандидат Јири Драхош. Во првиот круг од изборите Земан освои 38,6% од гласовите, а Драхош 26,6%. Фокусот на кампањата на Земан беше спротиставување на миграцијата и заложбата за референдум за излез на земјата од Европската унија, иако вели дека лично тој го поддржува членството во Унијата. Јили Драхош е професор по хемија и 2 пати бил претседател на Чешката академија за науки. Тој е нов во политиката и сака да покрене тренд за поларизација на чешкото општество. 4 месеци по парламентарните избори, конзервативците на германската канцеларка Ангела Меркел и социјалдемократите на Мартин Шулц почна официјални разговори за формирање на коалицијска влада. Иако е направен чекор напред, процесот и натаму ќе биде сложен, пред се поради несогласувањата во редовите на СПД во однос на некои прашања. Доколку Меркел ја задржи функцијата канцелар, нејзиниот нов мандат ќе стартува пред Великден, односно 6 месеци по изборите, што ќе биде најдолгиот период без функционална влада во Германија. Говорот на Доналд Трамп, кој како прв американски претседател по 18 години учествува на Светскиот економски форум во Давос, е најатрактивниот настан на собирот на глобалната елита. Американскиот претседател ја истакнува својата националистичка визија наречена Америка прва во поглед на економијата, истовремено потенцирајќи дека неговата дерегулација и законодавство ги направиле Соединетите Американски држави привлечни за глобалниот бизнис. Пазарите бараат знаци дали Трамп промовира слободна трговија или укажува на подготвеност за воведување на повеќе тарифи за намалување на трговскиот дефицит на САД. Втората опција би можела да ги затресе глобалните пазари. Според Трамп, Америка останува отворена за трговија и инвестиции. Политиката на Трамп индиректно веќе ја критикуваа лидерите во Давос. Индискиот премиер Моди предупреди дека наместо глобализацијата растат силите на протекционизмот, како и опасноста од климатски промени кои за Трамп очигледно не се приоритет. Околу 25.000 луѓе излегоа на протест во Мелбурн против одбележување на државниот празник, кога првата флота и бели доселеници во 1788 година пристигнале во Сиднејскиот залив. Причина за револтот е што австралијанците празникот го доживуваат како почеток на прогон и угнетување. Во протестите учествували абориџини и белци. Организаторите се надеваат дека демонстрациите ќе ја подигнат јавната свест во Австралија. Демонстрантите бараа датумот на празникот да се смени или да се укине.
Денес имавме претежно сончево време. Утринската температура се движеше во интервал од -5 до -3 степени, а дневната од 5 до 9 степени. Времето утре според прогнозата на синоптичарите ќе биде слично на денешното, претежно сончево. Утринската температура ќе се движи во интервал од -7 до -3 степени, а дневната од 4 до 10 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Пријатно!